naših saznanja ovi lekovi ne se adekvatni za hronična faza, za našата dijagnoza hronična mieloična leukemija od jedna strana, od druga strana tije lekovi ne se primenuvat nigde vo svet, odnosno ne se davat na pacijentite nigde vo svet, osven vo Srbija kade što anzovipod se upotrebува kaj zabolenite od HML-a. Normalno oni ga upotrebovat kako domašno proizvodstvo, бидејќи фирмата Актавис го купи Здравје Лесковац и они наводно го произведуваат во Здравје Лесковац. А у ствари тоа е препакован индиски гливек. Кои се вашите стравувања? Вие мислите дека Нашите стравувања се дека целта на регистрација на овие лекови нема зашто друго да се употребат во Македонија и дека целта на регистрација на овие лекови е да се пласираат и да се продадат приликом престојниот тендер на клиниката. Клиниката за хематологија треба да распише тендер во текот на мај месец и да купи нови лекови за пациентите за нареден период, дека ќе конкурираат и овие фирми и со многу поевтина цена дека ќе бидат избрани, а уствари лековите не се адекватни. До Бирото за лекови се обративме писмено 2 пати. Еднаш побарахме увид на база на Законот за слободен пристап до информација од јавен карактер. Упативме барање да ни се овозможи да ги видиме документите за регистрација на овие 3 лека. Одговорено ни е од страна на Бирото дека информациите се класифицирани и не може да ни ги дадат и дека имаме информации во збирниот, она што не интересира во збирниот извештај на веб страната на Бирото за лекови. Ние ја одма одговоривме на тој допис, од друг наш допис, каде ги обавестивме дека нивната веб страна не функционира, односно ги нема тие информации кои они викаат, а сега чак и не функционира веб страната, од една страна, а од друга страна дека Закон за регистрација на лекови не се коси со Законот за слободен пристап до информација од јавен карактер и дека они се должни да нас, како една одредена целна група која е заболена од оваа болест, ни ги дадат бараните информации. Производителите гарантираат за никој од индикациите, значи кај педијатриски пациенти во хронична и акутна фаза, а кај возрастните пациенти само во акутна фаза. Нашето здружение, односно 99% да речеме од пациентите, се во хронична фаза. И дека новите иматиниби не ја опфаќаат оваа индикација за овие пациенти, меѓутоа кога би се распишал тендерот, сигурно не би се нагласило за која фаза на болеста, само би пишувало иматиниб, значи само генериката. Тама што се релаксиравме, сега поново се враќаме на истото ниво. Пак стрепење, како ќе биде, што ќе се направи. И сето тоа психички, верувајте дека немаме више снага, мислам, се нема, меѓутоа ќе се бориме. Ќе се бориме до кај што треба за да живееме нормално. Пак ли експерименти ќе се воведуваат? Срамота е веќе. Мислам, најодбилно викам срамота и ова треба малце да замисли, тако сме ние 60 души, што треба сега дурци да изиграваме поново. Луѓето биле на експерименти пред тоа. Сега поново истото се фаќат поново да одиме. А иначе, ја, например, од гливекот имам и овакво речи, отакување на нозете, не можам да одам. Со помош на мажот ми го правам тоа. Покрај сето тоа сега тек многу нешто неиспитано, како ќе биде? Единствено што можам да кажам е дека ние имаме скоро 10 годишно искуство со гливекот или иматинибот и дека нашите искуства и резултати со пациентите се за сега одлични и дека за нас е една голема непознаница како ќе делуваат евентуално примена на новите лекови за кои немаме соодветни ниту литературни податоци, ниту податоци од други колеги со кои имаме стручни контакти. Можам да кажам во моје име дека сигурно не бевме консултирани, така да и немаме соодветна документација од Агенцијата за лекови што е регистрирано и под која индикационо подрачје е регистрирано, што е најважно за лекот.